Ова е новото CD на String Forces, издадено сега набрзо беше промоцијата и конечно String Forces добива прв албум супер. Здраво, Доријан. Здраво. Сеќаваш, правевме интервју претходно пред на 3-4 години кога String Forces беа уште во фаза на почеток, така и супер, баш ми е драго што конечно излезе првото CD на String Forces. Океј, па кажи ми на генерали наслов, како течеше се до тоа време траење, бендот, колку членови и така, основни генерали. Ми се чини тоа беше негде 95-та година кога го правевме тој муавет. Мање више CD-то е започнато од тогаш негде 95-та година. Од тогаш има и песни овде. Значи, албумот се вика String Forces, само насловен што би се рекло. Снимане 98 година, скоро цела, јануари, ноември 98 и миксан. Овде во Profundo студио. Има 11 песни во диапазон од 95 мај до август 97 година. Супер е што вие се појавивте негде со генерација таму во почеток на 90-ти години и сега тие бендови од прилика, мислам дека само 2-3 имиња остана, вие успеавте до крај, имате нешто како бенд кој или полека но сигурно си ја работи работата. Кажи ми нешто за тоа. Почнавме со идеја за да останеме, што би се рекло. Нели, сеќаш што го справивме муабет и за нашински звук и за издаваштво и за такви работи. Тоа го продуживме со ова издание, направивме во меѓувреме наша издавачка куќа Profundus, студио направивме. Се со цел за да можеме вакви работи да продолжиме да работиме баш за да останеме. Ке кажи ми нешто за музика на String Forces и за тоа влијанија и во однос на денешната современа музика. Ова е стереотипно прашање што мора да се одговори. Мора да се одговори. Музиката на String Forces, као што напишавам во Македонија денес е сублимат на многу стилови. Мислам, има пуно влијание. Од, не знам, веројатно поради тоа што има полно различни луѓе во String Forces, секој со своји индивидуални влијанија, како растел, како што музика слушал кога растел, така што има од джез веројатно до поп од 80-ти години, рок-н-рол нормално, мислам, сите сме ипак одраснати на рок-н-рол. Words to confuse you, words to abuse you, places to visit, stories to Здраво. Ова е Јелена од String Forces, една од двете вокалистки. Кажи ми како помина снимањето со албумот и како на крај го прими како финален производ. Снимањето супер беше. Тука беше снимано Profundus, супер се забавувавме и добро, долго беше и малце беше напорно така на моменти, на периоди. Иначе окей беше као финален продукт, мање беше супер, мислам. Добро, ти како една од ретките женски вокалистки во македонскиот рок-н-рол,
Да? Добро. Кажи ми фаворити на албумот и која песна највеќе ти легна за да ја отпееш? Највеќе ми легна да ја отпеам. Не, може да ти кажам која највеќе ми се свија откако ги слушав сите отпеани, четвртата како отпеана. Иначе најмногу ја сакам Сенси, тоест првата, затоа што не ми се свија како ми легна. Тука. Фаворит третата. Елена, како поминуваш на концерти со String Forces и со сите тие луѓе што доаѓаат да те гледаат? Се прашуваш што бараат тука или интересно ти да комуницираш со нив? Не, нема никаја многу голема комуникација со нив. Не доаѓаат ти мене само да ме гледаат, сите сме тука. Комуникација со другите членови од бендот како ми е? Не со публиката. Со публиката мање више окей, има некои чудни испади од време на време. Вибрации? Не вибрации, баш онака инциденти, ели? Не, ова е специфично прашање зашто комуникацијата со публиката зависи од музиката на String Forces конкретно и дали е таа отворена за да може да биде овозможена таа комуникација или малку е по-херметична, зборувам за музиката. Има 11 ствари на албумот тука и се тие 11 ствари се една целина, меѓутоа има многу различни. На дел од нив може да оствариш некаква комуникација, главно со тие повеселите песни. Има некои што се така потешки за слушање и така по импровизирачки, така што нема нека многу голема комуникација на тие. Океј, кажи ми за твоето бивствување во самиот бенд. Сега во последно време има голема тенденција на појавување на женски вокали не само кај нас, него и во светот. Massive Attack, не знам, Everything But The Girl, Portishead. Да, кажи ми како влијаат тие на тебе, конкретно за да го оствариш, за да го испееш она што треба во бендот. Добро, не влијаат директно онака, али се осеќа влијание, не можам да негирам. Сега можам да кажам дека јас со нив сум негде од некои 2 години, 2-3 месеци. И сега кога дојдов ја во тој момент, значи не беше до толку тоа влијание од овие, пошто они меѓу време веќе поинтензивно почна да гледаат на мене. Сега пред тоа можам да ги кажам онака како Dead Can Dance, некој влијание или така, што односно така би пеела. A sucking thirst material wealth, the power of few, the lizards stay longing for freedom. Missing the link connecting wrong, blinding in light, the great light of sun, life is strong. Escaping the creature, turning to void, knocking down tables, instinct in us. Needless to say, the end of the song is simple as please conform to the rhythm. Промоцијата на албумот на String Forces, правенецот насловен String Forces, беше пред отприлика 3 недели. Денеска правим интервју само со Доријан и Јелена. Доријан, кој не се тука? Па не се тука Алфрида Тузиева, виола, Сашо Трендафилов, гитара и вокал,
Владко Икономов тапани и Ели Мановска вториот вокал. Океј, знам дека Салек јуди во Париз да не направи некој ангажман таму за свирење на String Forces. Можда, не знам, ќе се јави, можда ќе бегаме за Париз. Супер, па кажи ми тоа на крајот за кога ќе има и концертна промоција, тоа е најважно, нели? Епа, концертна промоција сега е планирана негде за мај. Не знам точно кога, не знам точно каде, бидејќи биде пролет, веројатно ќе гледаме да биде на некој отворено место. Куршумлија? Нешто така, у тој стил. Па после веројатно и некаде низ Македонија, како што е Штип, Прилеп, Битола, можеби Охрид, нешто така. Океј, ова беа String Forces, нивниот прв албум.